Добро вечер, повторно во подкаст Основано сомнение. Јас сум Јанаки Митровски. Денешната епизода и уште една за некоја епизода, за да не одиме за редом, ќе посветиме на двете доминантни религии во Република Македонија. Тоа се знае дека се христијанството и незината православна деноминација и исламот, односно суни исламот, кој што е убедливо како две убедливо доминантни религии во Република Македонија. Денеска ми е баш чест да кажам добре дојде Мирсе Винит оđe Моереми на подкаст им. Уњам Јанак Митровски фљаспакшчи пор Републике име дота фљасми македоништ сепсе унедич ју фолни македоништ шумемир и од тие причини да се мојот албански не е на така високо ниво, меѓутоа знам да се разберам, учам од душа што се вели за себе, иако моја грешка веројатно да ние 20 години поминавме во старата Скопска чаршија со адвокатска канцеларија и можеби јас имав и албанка колешка и она почна да ме учи, можеби моја грешка да не научив на таков начин, а не на курс, затоа што на курс пак се учи литературен јазик и сега знаете дека има сленгови дијалекти многу. Оној албански кој што го учиме на курсеви, јас сега предбрзо бев во Тирана, е поблиску до тој дијалект. Во Скопје, и особено ако идете Тетово, Косово, малку е проблем, но секој јазик е добро да се знае, или што би рекол еден мој другар, дека е његјухење факултети, односно еден јазик, еден цел факултет. Добре дојдовте, благодариме што се одваживте на поканата. Добре ве најдов. Почитуван поздрав до вас и до вашите гледачи. Мило ми е што вечерва ќе бидеме некој време заедно, да се изборуваме за различните теми кои што можеби се... Да, ќе разговараме малку за религија, малку и за општествени теми, на пошироката јавност, сега веројатно, нели, верниците од Исабеговата џамија ве познаваат добро, но на пошироката јавност, вклучително и мене, станавте познат по едно видео кое што многу се прошири, на едно доста инспиративно видео, на кое што говоревте за по повод еден немил настан, ајде така да го формулираме, кој што се случи во Чаир за банална работа, значи причината за тоа беше банална, последиците страшни. Нема да коментираме понатаму за тој предмет, затоа што има сега почнува судење и не би било убаво да влијаеме на овој или на оној начин, но вашиот говор многу ми се допадна затоа што вие и еден, јас не сум верник, да бидам искрен, пред речи си 25 години сум расчистил со Господ, иако мојата мајка викаше дека Господ не расчистил, Бог да прости, не расчистил со мене, односно дека Бог ме сака без разлика дали јас сум се откажал или не, меѓутоа ситуација меѓу мене нели и Севишниот. Така, но сум растен во тој дух, значи во вера, воспитуван во православен дух и моите обајцата родители, татко ми се уште жив, но мајка ми особено беше многу посветена на религија. И зборам за, значи, живење по тие принципи. Не е религија само декларативно да се декларирате или да однесете, не знам, кило зејтин во црква, сега не ги знам детите во ислам, и во еден дел и за тоа говоревте. Говоревте за оно што аз го нарекувам, претпоставам се согласувате, декларативни верници, односно верници колку да се каже. Такви има мноштво и во православие и во ислам, значи баш еден дел одговорот ми остана ваш во сеќавање да ако крадете цела вечера, сабајле клањате, кој е чарето, ако носиме кокаин во џебовите, а седите во прв ред во џаме и тука налет. Многумина ја ползуваат верата или се само ради реда вера, така да би сакал околу тој дел малку да го чујам вашето подробно размислување, значи зашто голем дел, сега не можеме да кажеме во проценти да изразиме, меѓутоа свесни сте дека добар дел од верниците, ајде да збориме во ислам, бидејќи сте во таа религија, зашто се само чисто декларативно верници, значи нити клањаат редовно. Јас имам двајца, малце сум подолг во војот, ја имам двајца колеги мојот факултет кои што верници пар екселанс, без разлика дали јас со тоа се согласувам или не, или верувам или не, значи верници пар екселанс, значи 5 пати дневно клањаат, живеат, не лажат, не мамат, живеат едноставно по тие... Го живеат исламот. Зашто за добар дел, така да формулираме, кај верниците, генерално и во ислам и во православие, е тоа само на ради реда сведено. Ќе почнам од една емисија која никој не ја гледав,
чисто за да бидам покоректен, нема да ја спомнам која емисија. Еден наш новинар овдешен ги прашува луѓето дали би научиле албански јазик. Од тука ќе почнам, намерно. И голем дел од тие што ги прашува, значи ќе велат не. Или некој да, ма тешко, или дали би научил, поголемиот дел велат не. Додека за англискиот, Да, велат. да, велат и некако, значи тоа се чувствува како нешто cool, wonderful и така натака, кој што и ние, еве, и оđите не бегаме од тие комплекси да кажеме некој избор на англиски, демек знаеме не англиски. Да. Мене многу помалку ми е битен англискиот од македонскиот. Да, и така треба. Па и за еден македонец многу побитен треба да биде албанскиот јазик отколку македонскиот. Чисто за да се почитуваме повеќе меѓу себе, бидејќи јас и ти, албанец и македонец, муслимани христијани, тука сме комши јас и ти. Тоа јас сум влав меѓутоа, Да, тука е влав, негде, да, извини. не, нема проблем. Да. Иако азбуката, влашката азбука и албанската азбука имаат многу Не, сличности. слично и малте не е ист. Скоро е иста. Скоро е иста, да. Да. Колку што сум Така е, ми така. има паднато да Да, читам. така е, така. Што сакам да кажам? Дека ние повеќето работи во нашето општество и не знаеме зошто ги правиме. Значи, на некој начин имаме убедување како први, тако други. Значи, тоа во Вардар порано кога се капевме, беше водата почиста, имаше таму еден стил на капење, како ќе скокнеш Да, од така, првиот да, на познат Вардар, ми, сме позади сите други Сите што по него, после да. него, значи така и они ќе се капеа. Тоа е значи во тој општествениот дел. За жал некогаш и верата се обидува да не се вметне на некој начин како ќе прават сите, така и ние ќе правиме. Верата, традицијата, не и тоа што е посебно тоа што е Божјо, од Аллах дојдено, значи не смееме ние да го веруваме како што сум го претекнал, како што сум ги претекнал моите претhodници, или како веруваат повеќето од луѓето тука, значи правиш што сакаш да правиш, ќе одиш таму, ќе се клањаш, ќе бараш прошка од Аллах и после ти продолжи, значи, а за тоа време дури да ти остане непродаден некој си грамче кокаин, значи не е проблем, ти оди сега, врши сега. Утре кога продаш, пак ќе бараш прошка. Да, пак ќе бараме прошка. Ние да слушаме Куран во кола, кои што цитати не учат, значи тоа се зборови на Аллах кои што ги испрати на нашиот посланик Мухамед алейхи селам. Значи ако се случи јанаки мене да ми го пресече патот, значи тука ќе биде една голема бура. Да. Посебно ако разбере, ако некако сфати со некој крст таму или некој си нешто дека е македонец христијанин, веќе ќе бидам нешто уште поарогантен. Па не дај Боже да го фатиме таму некаде во Чаир. Тоа не е вера, те молам. Да, затоа изборам. Јас сум растен обкружен во чаршија, затоа знам, меѓутоа за јавноста би сакал тоа не е во ред. Или пак обратно да се случи. Така нема збор, да. Или обратно да се случи во аеродrom. Да. Значи тоа не е вера. Значи тоа е да се злоупотреби вера. И тоа е вера камуфлажа. Да слушам Божји пораки кои што ме учат да бидам трпелив, да простам. Дури ако сгрешил. Така, да. Извини, ќе те земам тебе за пример. Не. Каршијата имам. Или ако сгрешил, и дури ако сгрешил Јанак, или пак Муарем сгрешил. Да. Значи, јас сега, значи од џамија излегувам и слушам Божја порака која на нас не учи на трпеливост, да простиме. И да сегаш наоѓаме разбирање кон него кој што си направи некоја си грешка пред нас. А сите тие цитати, сите тие слушања, сите тие пораки, ако на нас не влијаат во нашиот практичен живот, тогаш на нас ќе ни се случи како што имаат кажано нашиот посланик на неговите другари во неговото време, овие луѓе кои што верувате со вашите јазици, а не верувате со вашите душе. За жал, ние некогаш
даваме порака како да сме верници кои што веруваме само декларативно. Така, да. Значи со зборови. Да. Јас ќе кажам дека сум добар верник и добар човек и не дај Боже некој да падне во тој филм. Ја имам добра душа, па некако да го убедиш дека таа негова душа, значи зашто оња гледа така, да. себе си така, но да се види себе си во огледало, ќе види сосема една друга слика некогаш. Негогаш ние имаме потреба и да се снимаме себе си, прашајќи ги другите како не гледаат. И да видиме дали тој нашиот живот е реален и дали се совпаѓа со пораките и учењата кои ги учиме од Куран и од пораките кои што ни ги дава нашиот посланик. Затоа беше нужно за една таква интервенција, која не беше и лесна за мене за да го превземам тој чекор и да се обратам пред верниците со тие зборови, но дефинитивно се види дека нашето општество и тие верници кои што беа таму, значи дојдоа до заклучок дека оџата има право. Значи дефинитивно ние сме паднале во таа агонија, во некој начин и таа клиничка смрт, клиничка смрт која што живи мртовци. Да, и ја споменувам во тоа мое обраќање. И џематот, значи и после молитвата верниците кои што се клањаат. Така. Пред мене тоа се нарекува џемат, таа професионална терминологија меѓу муслиманите, значи познат терм. Извинете што. Не, словно. Но може и е добро, нека се слуша дека џемат се нарекува тие што дошле да се клањаат. Како што има ума е целокупното муслиманско тело, што ума. Така. А џемата е оние што моментално клањаат пред мене. Добро. Дојдени се да се клањаат пред мене. Сигурно има некоја терминологија како се нарекуваат тие што се дојдени во црква во недела за да се молат, не знам. Не би паметал за верници, толпа на верници се вика џемат во џамија, сигурно има некој. Сигурно има, да. Некој служби можеби ќе ни каже некогаш. Како и да е, џематот значи тоа го прифати многу позитивно. Дури и некои верници после молитвата, значи ги претекнав, они значи беа насолзени и они буквално плачеа. Меѓу нив беше еден татко кој што не пред подолго време некој се осмели да му го убие синот. Уште се води постапка, не коментирам понатака. Значи сакам истрагата да биде чиста и објективна, не ќе ме никој да влијае на тоа. Значи, тој татко беше тука во џамија. Тој беше дојден од Италија, дошол четврток, значи на вечер, петок сабајле бил кај гробот на синот, значи се наплакал таму човекот. Значи, и на џума иде. За џума во 12 часот доаде кај мене, вика во 5-6 часот ми е авионот, патувам. Така. Значи се враќам за Италија. Дошол на вечер, се враќа после 24 часа прилично, само вака, значи да го поселам и неговиот син. Значи гробо да го посети негов, голема тага. И нормално јас како оđа го посетив кога се случи таа случката, ние кај нас има традиција, чекаме, значи кога некој ќе му се случи некој да му умре, значи 3 до 7 дена куќата се отвара и луѓе доаѓаат на Па нешто слично кај нас првиот ден се оди, првите ден, два се оди на сочувство на. Така, точно. Да. Значи бев кај него во сочувство и многу му беше тоа важно на него и од таму се спријателив, иако јас пред тоа не го знаев човекот. Така. И значи човекот вака ме прегрна и плаче цело време, викам, жити Господ, халали ми, да знаев дека си тука ќе ја сменев темата. Не вика, ти ми ја тргна болката. Да. Значи, многу ми олесни тоа твое обраќање. После тоа што се случува, значи, целата нација, тоа што не сум ни помислил на тоа, значи, без разлика муслимани, не муслимани. Да, сите го прифатија тоа. Значи, албанци или македонци, значи, луѓе формирани, домакини, паметни, значи, ми испраќаат, значи, прекрасни пораки. И ја викам, фала на Аллах што не утнав некаде, зашто во еден момент ја почнав да помислам на себе се, да не бев малку... Не, супер беше. Значи, претерано што се викаат. Значи, такви обраќања ретки се случуваат, значи, кај оđите, до тој степен да му се обратиш на џоматот дека, видите, ако не се
поправи ми доаѓа на памет џамија да затворам. Да. Таа е Божја куќа, Што не не се е моја. случи, така е, да. Тоа не сме ни да се случи. Баш кај таа џамија е околу 500 години стара, скоро 500 години, не е баш. 570 нешто е. 500 во 15 век е правена уствари. 1475. Исабек тогаш ја има направено, да, значи повеќе од 500. 550 години постои, да. За оние Значи, што не знаат. Многу историска и историски монументи се рачуна, но значи тоа беше на некој начин тој говореше предизвики за мене. Никој не калкулира на такви на тоа доза на ширење на Да, тоа непланирано излегло, да. непланирано Така, излегло. да. Тоа беше чисто едно обраќање за верниците за петок. Такви обраќања имаме сите петоци ние и сите оđи такви обраќања имаат за џума. Но еве, значи така беше пишано да таа порака стигне малку негде подалеку, Што е добро. Мене јас, знаете како, во однос на декларативни верници, мене еден од овие двајца кои ви говорам, со кои што учев на факултет заедно, беше и работиме нешто заедно, мене баш ме предупредуваше, вика ќе пазиш, многу се злоупотребува вера и многу вика од нашиве се, нели, он така ги вика, Да. мисли на албанци на и на муслимани, вика да знаеш дека може вика и да ти се колне вика во Господ, И да те само лаже. колку да те прелаже. Сега за жал не знам кога ќе се согласите, ние например кога сме биле како деца у чарше, тоа се знаело дека беса кога ќе се дае, дека тоа е тоа. Да. Воглавно не ни бараа постариве албанци пишан договор, кога вели дека тоа не е она што важи, да важи, меѓутоа и кај помладиве, особено генерации, тоа некако се изгуби, многу се изгуби, да веќе се напуштени тие традиции на кога ќе се дае збор да се знае дека е дадено, дали е тоа са поради напуштање на религија или не, веројатно е поширок проблемот. Дали мора, се прашање да се може малци неуки, меѓутоа знаете како да ме прашате за православие, сигурно знам, иако не сум верник, сигурно знам многу да кажам, бидејќи сум воспитуван во тој дух. Секако. Во ислам многу слабо што сум примил од другариве што ми се муслимани, што не, меѓутоа еве дали задолжително мора 5 пати дневно да се клања, например. Што ако сум на работа, што ако сум на пат, или постои она што треба со килим према Мека да се свртите и да клањате. Може ли малку кратко во тој дел да ми објасните и зашто е џумата петочна молитва во 12, зашто е таа најважна? Вака, значи, кај нас во исламот секој верник облигативно е 5 пати на ден да се клања. Освен ако е болен, значи изгубил памет, во Така. кома е, Да. условно кажано, во никој друг случај не се дозвола да он остави намаз, да не се клања. Значи тоа намазот. Првата не е во 5 сабајле, Да, првата е во 5 сабајне. Да. Значи зависност дали лето или зима. другариве мои си стануваа 10 за 5, Да. и продолжува Да. да си легну. Така, повеќето така. Повеќето така, да. Посебно зимно време стигнува и до 4, значи таа Так, молитвата, так. утрешната молитва, Утринска, да. утринската, да. Почнува во 5, дури во 4 часот, луѓето ќе си клања молитвата, ќе заврши, ќе си одмори до 7-8, Така, зависност кога така. ќе си оди дома. Така правеа другари. Значи, секој верник знае, секој муслиман знае дека 5 пати на ден он мора да се клања. Било да е во... Релативно кратко трае, како 10 минути, колку? Дури и 10 минути е многу. многу. Во зависност, значи пладнето е малку подолго, има 10 рекјати се вика тоа, 10 пати се оди Така. на сежда, значи тоа се поклонува, Се поклонува, да. на Аллах. Додека, значи, утринската е пократка и Така. вечерната е пократка, па после таа, тоа што е баш на вечер, таа значи е малку подолга, но сепак зборуваме 10 до 15 Толку, минути. да. Меѓу овие 10 до 15 минути имаме молитви кои што се облигативни, значи и има внатре молитви кои што не се облигативни. Например, 10 рекјата има пладнето. 4 се облигативни, 4 пред и 2 после од тоа облигативното, тоа е по твоја желба. Значи Така. можеш, ќе ги клањаш, не дај Боже, си на работа, значи не кеш, се на шефот му губиш време или Така, пак, да. значи да не му одземеш некое негово право, тогаш си го користиш тоа право да кланяш само 4 тие што се облигативни.
И на пример кога сме ние во пат, кога патуваме, Дај кога патува како го менаџира? Во кога патува, значи тие волонтерски што се тие нафиле што ги викаме, тие не ги клања. Клањаме само тие што се облигативните ни се по 2, не се по 4. Така. Например, пладнето е 2 реката. И киндијата е 2 реката. Например, јацијата е 2. Само тоа што ти е облигативно, само тие ги клањаш. Кога си патник, значи патуваш за Турција, Грција. Се може и за Австралија 20 сати, значи. Да, и таму, например, тоа ги кратиш. Тоа за да ти биде полесно. Но додека си во твоја земја, во твој град, Так. значи облигативно ти е да ги клањаш како што е редот. Но, еве си на работа, како што напомена, имаш некој си шеф таму кој што нема баш разбирање за тебе, не толерира. Тогаш се клањаш само тие што се 4 рекати. Не дај Боже, работиш некоја работа која што е сензитивна. Некоја си лента таму или хирург може да си. Хирург да е, имаш операција, зимаш 2-3 минути пауза, значи 2-3 минути се во прашање. Клањаш само тоа што ти е облигативно, продолжува со таа твоја професија. Професиите се различити, но сите верници кои што се муслимани, значи они знаат дека било каде се да се во месечина, они мора да се клањат. Значи, Да, тоа знам од другарите дека тоа значи другари мои паузата од работа си ја користеа за да повеќето така прават за да пауза на работа, за да не прават неправда кон работодавачот. Така. Значи паузата нивна кој е 30 минути, 5-6 минути, 10 минути ќе се клања, значи што му така, да, ќе јаде и кон тоа. Господ, ќе си јаде нешто и никому ништо. А зашто е џумата најважна? Зашто е петочната молитва пладневна најважна? Да, зашто во петок немаме пладневна молитва. Петочната молитва ја заменува пладневната молитва. Така. Таа е молитвата на неделата. Што гледам дека се тогаш најполни џамиите, Да. факт е дека. Зашто Аллах, значи во петок го створил Адем. А така. И така. значи петочната молитва е тоа е почетокот на човечанството, значи почетокот на таа цивилизација, почетокот на едно суштество, на еден човек кој што Господ го створи и го научи на Господ да му падне на сеџде. Така. Да му се поклони, што се викат. И символиките, значи, се од тука. И во петок Аллах ја створи земјата. Така ние муслиманите веруваме. Нешто слично и кај нас, добро. И во петок ќе се случи судниот ден. Аха. Значи, почнува и завршува во петок. Да. Значи, земјата се створи во петок, човекот во петок и се уништува и земјата и човечанството во петок. Затоа, значи, верниците во петок му се обраќаат на Аллах со посебна молитва, со посебна порака. За да Аллах, значи, целото човечанство го чува од тој судниот ден и да го чува од најлошото што можно да падне на паметот на човекот. Значи, таа е символиката во генерала. И петок се рачуна кај нас верниците малниот бајрам. Ние, тоа на некој начин, тоа неделниот бајрам ние. Како што е неделата, значи, тоа во православие, во православие. Литургија која се прави, тоа е во некој начин, тоа е христијански бајрам неделата. Така, разбирам поинтот. Бајрамот на неделата, иако вие имате ваши други стави, нели? Како не? Слава има скоро секој ден, ако да, супер, значи нека бидат хепи луѓето, значи не е ништо трагично тука. Нека се радуваат луѓето и нека се поврзуваат, значи со тие сте станици наши кои што во некој начин не отрезнуваат од тој свет и тој материализам кој некогаш и знае да не заокружи и да губиме и осет луѓе кај сме ние, кај се наоѓаме. Сигурно знаете дека нели како што има во православие во нели 10 божји заповеди по кои што треба секој православец или секој христијанин да живее, постои ли таков еквивалент во ислам? Значи во рете например познај знаеме дека ја бар знам дека нели прељуба е сериозен грев, кој е најсериозен грев во ислам и постои ли нешто што е пандан на 10 божји заповеди што се во христијанство? Има ли такво нешто во ислам и кои се најсериозните смртни гревови кои што не знаме со смрт се казнуваат по шеријат и така натаму? Вака, значи, во ислам има тие што се 10 во ислама, значи светости, значи дека имањето на секого е свето, крвта на секого, да не се краде, да не се краде, значи и така натака. Додека има пред тоа кај нас ние условите на иманот, тоа е најбитното.
да веруваш на Аллах, да веруваш на неговите ангели, да веруваш во неговите книги. Значи тука Да, во учењето. И учењето, значи тоа е иман од верувањето. Без овие не можеш да бидеш муслиман. Така. Значи тоа се основите, 5 основи што се вика. Значи да веруваш во Аллах, во неговите ангели, во неговите книги, тука спаѓа и Инџилот, Библијата. Ќе дојдеме и до тоа, затоа кога посебно прашање имам, така. Се проучува Библијата во ислам, сака да кажете? Да, ја проучувам Библијата. Многу пат го слушам. Да. Мислам, не сум го знал. Ние имаме учено, значи, од Библијата. Ходите на теолошки, например. Вие сте образован во Саудитска Арабија, како сте? Во Медина сум. И таму се проучува Библијата, не е забранета како? Не е забранета. Добро, ова ми е нова информација, не сум ја знал. Повеќето сигурно мислат дека е забранета. Во никој случај не. Да. Добро и? Значи, тоа академски, значи тие Така, да. Кога учиш за светите книги, учиш и за основите на Библијата, значи тоа. Јасно. Таа света книга која што ние ја учиме, значи во тоа внатрешноста на таа света книга, кога се прави комет, значи верувањето во Библијата ти дава, значи, стрелка таму, ајде сега што е Библијата. Така. Испит има. Испит, значи што е Библијата по исламска гледна точка и што е Библијата по христијанска гледна точка. Така. Значи таму се прават компарации и сега во зависност тоа нормално не се толку длабоко проучени тие, значи, но површински ти знаеш, имаш позадина што е, како е, значи и тие точки кај што се поврзуваат, исламот и тоа, и кај што има, значи, различности, кај што се тие, условно кажано, тие црвени линии. Кај може, кај не може. Моje разбирање, а вие поправете ме ако грешам, дека најсериозен, најсмртоносен греф всушност за еден муслиман е да го напушти исламот, да го напушти верувањето во Аллах, тоа во Саудитска Арабија и казни го и со смрт. Или постојат повеќе сетна што се најсериозни, или ова е значи да е апостейт, да е, ме разбирате, значи да е неверник, да не е него да го напушти патот на Мухамед или како да го наречеме. По моje разбирање е тоа најсериозен греф кој што може еден муслиман да го направи. Да, кај гревовите сега ќе дојдам до тоа. Значи сакам тие 5 основи на исламот, значи што е иман, што е кога ќе каже некој јас сум муслиман, тоа значи дека он има иман, значи има верување во овие. И верувањето во светите книги, значи збориме за Библијата, за Тора зборуваме и зборуваме за Зебор, тоа на Давид, на Давуд алейхиссалам, кој што е симната, и зборуваме на страниците кои што му беа дадени од Аллах на Абрахам, на Ибраим. И он има свети листови што се викаат. И верувањето на Божите посланици, овие се 5. Кога сме кај гревовите, најголемите гревови во ислам се 7. Затоа нашиот посланик во православие се 7 смртни. 7. И чтени бу се бал мубикат, вака е неговата. Значи, и кои се тие? Оддалечте се од 7-те, не се напомни како гревови, 7-те шкатрим, ајде преведиме. Слабо. Значи шкатрим се вели да одиш, да скршнеш од под? Да запустошиш нешто. Така. Добро. Оддалечте од 7-те, значи што ќе ти го запуштош твоето живот. Така, јасно. Во овој свет и во идниот свет. А тие се? Првото е, значи, да се одречеш од ислам. Така. Втора, значи, после поред да убиеш човек неправедно. Добро. Трето е, значи, магијата. Аха, вештерство. Вештерство. Така. Значи, тоа се гревови кои што, значи, човек не сме никако во никој случај да се занимава со нив. Значи да се одресе од Аллах, да убиеш неправедно и да се занимаваш со вештерство. Да се занимаваш со вештерство и така натаму, значи не во основа еден човек кој што ќе се оддалечи од овие 7 гревови, значи било тие гревови кои што се кон Господа, гревови кои што се кон тебе и гревови кои што се кон луѓето, како што се напоменува тука, крадењето и значи и тоа прилюбата, значи.
кај нас се вели зина, значи да имаш интимен контакт со жена која не си венчан, со која што ти не си венчан. Така е прецизирано во Ислам. Во Исламот има венчавка. И значи тоа е веќе еден грев кој што се случува кон еден друг, крадењето и така натака. Не кеф на бројви да се концентрирам, за да не паднеме на тоа што се вика формално. Се зборуваме вака, значи пријателски сакаме да ги сватиме нашите случки. Зашто службено ги слушаме, за жал, значи не рефлектираат некогаш кај нас. Да, во таа смисла. Јас имам констатирано дека кај нас имаме потреба овие теми да се дискутираат пријателски. Значи во така некој си опуштен и релаксиран амбиент и чисто сите тие дилеми наши што ги имаме, сите тие бубачки во нашата глава кои ни се врткаат некогаш, било тие во однос на верата, во верувањето кон Аллах, или пак во однос кон себе си или кон луѓето што се кон нас. Значи таа тоа е еден свет триаголник кој што ние обавезно треба да го чуваме и да го негуваме. Затоа кога тој светиот триаголник не функционира, луѓето значи од тука почнуваат да скршнат од правиот пат. Он ќе си каже да си доаѓам, се клањам џума тука. Завршувам работа. Јас сум добар верник, ќе носам малку пари во џамија, ќе дадам некој сурија, ќе платам нешто или така. Сурија донација? Да, ќе плати струја донација, значи колку е наше се остава прикол. Џамиите значи ги одржуваат верниците. Така е нормално, да. Ние немаме буџети, значи. Јасно. Верниците се грижат за џамиите. И он некогаш се обидува тој негов да си го купи гревот, фактички. Тој негов криминал да си го легитимира со една доброта која што ќе ја направи во џамија. Значи тоа е значи многу трагично да се помисли на тоа. Дека не можеш да бидеш добар кон Аллах ако не си добар кон робовите што Аллах ги створи. Луѓето кои што Аллах ги створи. Значи не замисливо е човек да помисли на тоа и недозволиво е да помисли на тоа дека јас ќе си правам лошо овде на луѓето, ама од друга страна јас сум добар со Аллах, се клањам, одам во џамија, одам во црква, значи верник сум јас и така натака, ама да најанаки ќе му правам штета, ќе ми прости тоа. Кај ќе се врткам, значи он ќе има штета од мене, значи тој не дозволива. Ова не е Ислам веќе. А добро, зашто има дури некој кон себе си и радикални струи? Еве сега има и ради свесни се дека има и многу порадикални учења кои што наоѓаат оправдување. Јас не ги знам нели има повеќе не знам ни како да се изразам, повеќе учења, меѓутоа еве свесни сте дека има и многу поразлични воинствени интерпретации. Како доаѓаме до тоа да има нетолеранција кон други религии, па и кон сопствената религија до екстрема да се оди. Како се доаѓа до тоа? Вака, значи, тоа радикалното за жал е малцина тајни служби е продукт. Хиперполизирано. Еве ќе ви кажам вака чиста една информација. Значи од 2010 до 2024 во Косово од семејно насилство настрадале, значи, стотици жени таму. Так. Има убиства, има така. Истото и кај нас. Значи нема ни еден случај на исламски тероризам или верски тероризам. Так. Или пак или ако има евентуално, еве, може јас не сум толку и значи не сум, за Косово принципи не има новинар, и да има може би 1 2 3 4 5 10 случаи каже. Значи кога ќе споредиме 10 или 100 таму или 200 или 1000, значи кој е потрагично и кој е поалармантно во нашето општество? Таа или ова? Да, но не е тоа прашањето се. Како се доаѓа да се интерпретира на таков начин, сега учењата се тие. Како се доаѓа да е од ваша интерпретација која што е општо прифатена и така и треба да биде, и се доаѓа до еден екстремизам, значи. Како доаѓа до тоа по интерпретациите се други, учењата се други, проповедите се други. Не разбирам за тоа прашање. Во Исламот наша референца е Куранот и
Значи, Токму затоа ве прашувам. и толкувањето на Куранот кој што го има направено и во нашиот христијанството е посланик. исто. Да. Едни зборови, значи веројатно тој што со таа интенција што е си ги интерпретира како му одговара или како сака да се прикажат. Целата девијација се случува кога луѓе некомпетентни, И неуки. значи и неуки зборуваат во име на исламот. Тука ајде може некако да се помине. Но и кога ќе се осмели да носи одлуки во име на исламот, тука е веќе, значи тоа е страшното. Вие како извинете што ја прекинувам, вака како нели како имами оџа едно исто предпоставам. Да. Значи предпоставам вие сте единствени кои што можете да проповедате или да држите. Меѓутоа сум видел и по интернет има кога сакате само прогласени Хоџи. проповедници, Проповедници, оџи, супер. проповедници е фактички, Така не е нарекување, тој супер. оџа, Да. дали е школован дискутабилно или е самоук, меѓутоа не е признат нели од теолошкава организација која што наводно ја представува, ама еве успева да влијае да значи во главном сите тие најрадикални се само прогласени оџи, значи нити се школовани како што треба, нити Чисто и историски ќе ти напоменам, значи во нашиот век тој по-радикален мислам тоа порадикално проповедање или обраќање кон народот се има почнато од Египет и посебно од луѓето кои што биле затворени по затворите на Египет. Во нашиот век ти зборувам. Сега мене за муслиманско братство ми зборите? Не целам на така, не, да. не, во никој случај. Значи тие се таму Затворени. тие затвори значи се хорор кои што се Да, опишани и тие луѓе кои што биле таму затворени Се радикализираат. Се радикализираат и некои се радикализираат поради тортурата кој што им ја нанесува некој и неправдата они што така ја перцептираат, тоа они си знаат подобро таму, нека си објаснат. И некогаш и тоа радикално обраќање на некои исламски проповедници е како рефлекс на некои лоши случаи на кои што на нив таму им се има случено. За жал, некогаш се случува поради глобализмот сега, тоа е тешко и дури да се изолира, да се контролира, ни се случува да некој помисли дека тоа негово обраќање е пуританско исламско обраќање. Значи не може да осети дека тука има нешто и која е освета. За жал, некогаш. Лична перцепција Лична освета. перцепција кон една нивна држава таму, кон еден нивен режим таму. Значи, знаете, во некои делови таму владеа различити режими, без разлика и значи сакале нејкеле, значи исламот се учи на арапски јазик, значи Куранот е на арапски јазик. И некогаш значи може некој да падне како жртва на тоа радикално проповедање кое се случува. Но да се генерализира, значи не сме и значи ние немаме некој си сериозен радикален ислам. Македонија во принцип никад не фати корен тоа. Значи никако да фати корен, ние имаме значи еден ислам кој што е сунитски ислам, кој што е значи тоа е месатарија се вика, тоа е значи среден ислам, балансиран ислам, кој што знае да живее во кохезија со другите религии, ние имаме две различности овде, значи имаме религиска различност, имаме и етничка различност, значи значи тој соживот со овие дивергенции, тоа постојано го велам ја, значи е сватено во нашето општество како една убавина со различити бои. Исто како во ова наше студио, овде имаме значи црн микрофон, значи бела маса, плава со плаво стакло. И тој соживот значи ти можеби подобро од мене можеш да го објасниш на македонски јазик, но и јас сум од тие скопски мали, тука сум израснат во Чарша, колку што слушам и со значи канцелерата на вашата мајка. Да, сега каде што па не блиску, каде што баш дворот на раста џамијата, ние им ја продадовме всушност. Да, јас ги знам, значи тие бараки ги знам, тука сум израснат со тие луѓе.
мајстор Коли, другите мајстори, сите ги таму знам. со комшиите, птенубаво сме живееле, тоа нема збор, Шапкарот, значи голем поздрав ако прати, и он доаѓа чат пат кај нас у канцеларија, многу убаво сме живееле, Стара Чачија е најубавото место у Скопје, посебен дух има. И да знаеш дека многу луѓе од непознавање имаат предрасуди, страв. Постои една, мене што ми пречи, што е негативна последица, например, по моје видување на Охридскиот рамковен договор, постојат позитивни придобивки, негативните придобивки да донесе институционализирана сегрегација. Значи, деца македонци и деца албанци не учат заедно. И тоа нужно доведува до непознавање. Јас сум доживеал, што мене ми било многу жал и се покажало дека не е така, кога су требало да пречекувам луѓе на пример у канцеларија, страв ми е, знаеш, у чаршија да ме чекаш, зашто да те чекам? Таму има, шо има? Таму е мравјалник у чаршија си бил кога е работен ден, значи никој не го интересираш ти како индивидуа, тоа значи во работен ден е вака, се работи многу и многу еснавско место и за мене најубаво ден денеска најубаво место во Скопје. Мене ме интересира. Дури во чаршија има нешто, значи ти посебен дух можеш бавина некоја. Дури во чаршија има кога еден ќе приметат дека еден миштерија и македонец се обидува да бидат малку полюбезни, покултурни, повнимателни. Нема неоправдани се тие стравови. Неоправдани се, затоа тие стравови, значи дефинитивно е 20 години сум бил таму. Неоправдани се, значи. Многу убаво сме живееле со соседите, ден денес убаво живееме. Ставот на сега отприлика го знаеме ставот, меѓутоа ако може вака од по стручен аспект на исламот наспрема она што се нарекува LGBT заедница. Знаеме LGBT нели што значи, факт е дека е сериозен грев, исто е и во православната вера, меѓутоа каде како стручно лице како имам е границата на тоа да проповедаме дека е погрешно до да се има насилство спрема тие луѓе. Например, LGBT центарот, и тоа колку е паметен избор да се стави во чаршија, не знам, меѓутоа беше 8 пати кршенца. Каде е границата да? Мојата догма кажува дека ова е недозволиво, е забрането, а каде е границата да тоа се поминува и преоѓа во физичко насилство. Значи, предрасуди према тие луѓе има во цела Македонија, тоа е факт. Многу е поразлично од порано, ние кога сме биле деца беше значи срамота забрането, сега малку у глобален свет живееме, нели секој со својот избор. Меѓутоа каде е вака ставот на исламот, на Куранот наспрема LGBT и каде е границата до каде јас како муслиман смеам да имам према вас презир, што никој не може да ми го забрани, а каде можам или поправете ме ако грешам, а до каде веќе може да преминам во офанзивна акција. Дека е грев, знаеме тоа, прво, значи, ќе се обратам вака. Посебна почит до МПЦ и до ИВЗ, кој што они си дадоа една заедничка изјава за ставот на исламот и христијанството кон таа појава. И дека тоа се рачуна луѓе постојат, се факт дека постојат. Знам дека е грев. Тие луѓе постоеле, не дека постојат. Мене како прво кога некој ќе се обиде да отвори тема за LGBT и се обиде овој термин LGBT да го популаризира, да го политизира, како нешто ново, значи ја не сум паднат од месечина. Значи такви значи такви луѓе со такви проблеми, зашто исламот го гледа тоа како болест, се третира. Значи такви случаи ние од детство сме имале видено, значи било во клас сме имале некој, било во комшилок, значи во малото кај што и низ историјата имало не е дека никој никогаш не ги ни тепал, не ги ни малтретирал. Значи они наместо да играат со, значи машките играле со женските. Така, воглавно значи со кукли играле наместо да играат со топка. Со топка, значи и тоа, значи тие женски биле некоја си наша братучетка, сестра. Ја не сум имал сестра, затоа значи некој од нашите фамилии кои што нив ги социализирале, значи не ги оставале тука само он, значи готово. Не, баш овие кампањи што се артифицијални, овезени од некаде друго, кои што на нас
се обидуваат некогаш да не третира како да сме паднати ни од Марс и да научат дека тука луѓе чекајте во овие општества има и ЛГБТ. Значи да ве научиме, да ве едуцираме, немаш потреба, значи јас сум човек кој што знам дека има луѓе со такви сваќања, размислувања, значи и сум видел, не прв пат, значи не се донесени тие од Марс. Они историја има они се дел од нашето општество. Да, значи некои сите зборувале со нив, се поздравувале, да некој се обидувал да ги посовети дека женското игра со женски, машкото игра со машки, значи има секој свој начин на играње и на социализирање, и ако ние и со тие женски, со тие машки, значи и сме се мешале по школа, по улици, по бајрами, по шетање, но значи нелогично е женска да тераш да работи со лопата, значи кога имало работа нешто со лопата во мало, физичка, ние машките сме работели, некога има некоја си бајрамска декорација на малото, ќе си дојдат значи малските женски, тие како сестри наши сватени, така ние ги сваќаме, значи и тие си ја вршеле нивната работа, дури ако бил меѓу нив и еден машко кој што значи повеќе на женско. Значи феминизиран. Да, феминизиран. И значи no big deal, ништо страшно тоа не било. Намерно ќе го кажам и они но каде е границата до ова што го зборите до офанзивност према нив? Офанзивност не смеме ние никого да имаме, да бидеме јасни овде. Добро. Значи и таа офанзивност која што некој се обида и да ни ја наметне на нас, божем, насилни сме ние кон нив. Значи, како општество ти изборува. Се во Саудиска Арабија е казниво со смрт, а ние да го кажуваме дека е баш наметнато. Значи, казниво е со смрт. Знаете дека е казниво со смрт? Никогаш не се случува тоа. Како не се случува? Не. Како не се случува? Јас сум живеел. Дали од политички причини, дали значи се екзекутираат луѓе кои што се обвинети дека не се екзекутираат, да бидете, Ова ќе го проверам. Проверете. Ова баш ќе го провераме вашето тврдење. Ви кажувам, проверете. Слободно проверете. Може би и од политички причини некој ако сака да се елиминира, па му се залепува етикета. Зборуваме за најдобар алиат на USA. Ве молам, значи. Така. Тука тоа што се зборува и од реалноста е нешто сосема друго. Како и да е, значи, и да е таму, значи, што ме поврзува мене крај крајва со Саудиска Арабија. Не, апсолутно да, ама, значи, например, како постојат луѓе кои што се нели и како живеете, како исламот живее со нив. Тука, значи, тоа ме интересира, би ги не знам. Живее со нив и муслиманите овде. Во православие се смета за, значи, за дегенеризам, сега збориме реално. Така се смета, значи, види, сметањето и понашањето кон нив е сосема нешто друго. Така, да. Зашто е лично чувство еднакво. Значи, јас сметам дека ти си грешка што не веруваш во Аллах. Добро, да. Види, а не ти фрлам вода по лицете, молам. Јасно. Еве, си правиме моабет, некоректно. Недела дена комуницираме со телефон, што е трагично. Сега, ти ке мене со сила ќе ме тераш да бидам неверник и јас со сила ќе те терам да бидеш верник. По принцип на сила вера е лажна вера. Кога верата е во наметната е лажна, да. Наметната е лажна и недозволена. Што да не се зборува за некои си лични убедувања. Затоа што утре знаеш како тој што е на сила покрстен или на сила исламизиран, утре пак ќе смени верата на првата прилика. Он реално не ни верува. Така да. Тоа е камуфлажа. Така, значи ќе падне, тоа е една боја лажна, ќе падне дожд и ќе извади таа боја. Така. Значи ќе се случи една случка и ќе излезе на виделина дека овој не е прав верник. Затоа ние како општество во глобална, значи, не сме насилно општество, не сме ни општество кое не ги сваќа и не ги прифаќа различностите. И ако разговараме за тие различности, значи дебатираме, да, си кажуваме своји ставови. Значи, неправедно е да некој оđа излезе на јавните платформи и да каже како е ставот на Ислам и Facebook да му блокира, значи, профил статус. Да, имаш. Значи, така те разбирам. За говорот значи за слобода на говорот стварно треба да се почне од некаде друго, значи да бидам реален. Не, во ред, ама сега има што е слобода на говор, а што е типично проповедање на насилство наспрема одредени луѓе и тоа е недозволиво. Насилството е недозволиво. Така, генерално недозволиво. Генерално недозволиво. Значи насилството тоа што е
екзекутивната власт ја има власта, не ја има индивидата. Добро, ама сега и ВЗМП се исклучително Нема мокни. Нема екзекутивна, ама имаат исклучително сериозно политичко влијание. Значи 90% од луѓето во Македонија се декларирани верници, што е некој процент меѓу највисоките во Европа. Да. Збориме за двете најголеми религии. Да наивно е да веруваме дека да, они немаат екзекутива, меѓутоа имаат повеќе од сериозно влијание. На крајот на денот не знам како е во ислам, ама сте виделе дека ја барем тоа го знам, дека во нашите политичари им е најважно, зборам се за овие што се декларативно православни, со вера немаат топена точка, најважно им е да ги видат како му бацуваат рака на архиепископот, затоа што тој им носи политички поени, и претпоставувам дека е нешто слично. Така да не е се дека екзекутива немаат, меѓутоа се не сме наивни дека имаат овие две институции исклучително сериозна политичка мок и влијание преку своите верници. Мене ме интересираат две работи, барем она минимум. Ајде, дозволи, да се доизјасна. Значи нема никој како оџа или како поп, барем ја не сум слушнал тука кај нас, кој што кажува и објаснува став на исламот или на христијанството кон тие девијантни, значи стучки што не се случуваат како општество, не е само ЛГБТ, ние имаме и други милион други, како е значи убиството што беше и така натака, значи кои што се и многу посериозни. Значи во никој случај немам случајно да некој каже одете, значи тие тепајте ги, не ги оставете во нашето. Значи тие се луѓе составен дел на нашето општество. Тие биле и се. Значи ако верувате дека Бог е ги створил сите, веројатно ги. Да. Значи страм ми е пред камери овде да кажам име, презиме и адреса, значи за човек кој што се до денеска таму живее и значи си живее. Така он си живее, значи со тие негови убедувања, значи он повеќе значи се чувствува како женско отколку што се чувствува како машко. Но машко е значи по Јасно, не, за тоа се слагам, се кај нас маци се забега со трансджендери и останати. Не можете да најдете значи некој случај да тој човек некој го тепал или го му забран, среде газивава живее човек. Имаше пресуда во основниот суд Скопје на 1 година затвор, каде што еден таков лик беше нападнат физички, сега не е дека нема такви случаи, не се чести, точно, меѓутоа се дека скроз ги нема и тоа не е точно. Не, вака да се генерализира за една случка, тоа е неправедно. Разбирам што сакате да кажете. Сега вака значи не се има исклучено дека да убил некој, па не убиваат сите, така, да. Јасно. Не треба сега институции да не отвараат, да не научат како да не убиваме луѓе. Тоа ми е Јасно, разбирам јас супер поентата. Две прашања сакам да се задржиме затоа што сме малку при крај со време, но еве сега со УСАИД, значи со се сменија некои си таму буџети, ќе видиме значи докаде ќе терат, значи ќе се намали бројот членовите, значи те молам. Баш ова ќе ве држам за збор за година дена ќе преме мовет пак. Може една година доброволно да дадат вака, но доброволно малце потешко. Две работи мене интересираат. Прво, по моје исклучително скромно познавање, нели, за разлика од православие, од ислам е дека Исус всушност е порок или пророк во исламот. 5 беа вкупно, ако не се лажам, или тоа ќе ме поправите, но моите другари ми збореа дека само неук муслиманин, значи прост или кој што е само декларативно муслиманин, може да ти збори било што лошо за Исус, кој во принцип е пророк, меѓутоа не знам се градирало по важност или сега не ги знам работиве и затоа ве прашувам. Тоа е прва работа и втора работа правата и обврските на жената во исламот ме интересираат, но прво ајде да почнеме со кохезија со христијанство, можна е, не е можна, Исус, улогата на Иса, односно, нели како е покуран во ќе почнеме од тоа за да ајде да почнеме за да не ги мешаме работи. Ќе ти дадам еден предизвик да како новинар ја пратиш. Не сум новинар. Не, ова е подкаст, не сум новинар. Извинете, како аналитичар или како ајде во ред, да, интелектуалец, сигурно интелектуалец, тоа значи да, немам дилема во тоа, да овие истрагите кои што се водат нови
против УСАИД, значи за злоупотребите што се случувале Се во фати тие за УСАИД. во тие кругови, баш ми е значи баш би сакал некој новинар или некој интелектуалец Добро. јавно да ги каже какви злоупотреби се правеле таму. Дефинитивно таму Се има некоја истрага у САД, да, која има што прави владата, истрага, па ќе видиме. уште се води, не носиме одлуки ние, јас Јасно, или ти, но таа одлука сигурно ќе биде објективна и покрепена со докази јаки. Значи тука значи има нешто на што Добро. мириса. Зошто го велам ова? Што некогаш како општество си ги жалам моите сограѓани, бидо тие муслимани, не муслимани. Кога некој ќе дојде да не научи А, Б, С. Те молам. Стварно, значи... Добре, да, ти ја разбирам. Значи, го жалам мојот народ, да викам, овој народ не е таков, значи, не стигнавме до оваа дереđe, овој народ ги знае овие работи, со години се менаџирани, значи, сегојаш се има Сај да кажеш најден... дека се импутирани тие работи и се наметнати, донесени од странство. Да, тоа ми е... Тут го завршив. Мајде се малку да чуеме како теолог, односно како имам, какво е поимањето на исламот, на Куранот за Исус? Порок е, не е порок, се слави, не се слави. Која е неговата улога? Да. Ние, значи, веруваме дека Аллах има испратено 27 посланици негови. Така. Меѓу тие е Иса алейхиселам, предпоследниот. Последниот според нашето верување е Мухамед алейхиселам. Но сепак велиме Иса алейхиселам. Така. Божја милост да биде кон него. Значи тоа не е облигативно, така. Тоа е култура која не можеш да кажеш да го пцуеш, да, не смеш. Така. Тој што го пцуе Иса алейхиселам, тој не е муслиман, излегува од вера. Сам себе се пцуе. Да, он не е веќе муслиман. Така. Тоа може да биде нешто друго, но муслиман не. Значи толку е црвена линијата и тенка. Значи не сме никој да се осмели да каже еден лош збор кон Иса алейхиселам. Тој е Божи посланик. И ние во Коран го учиме и го читаме неговото име, дури и во молитвите кога се молиме на Аллах за време на намаз во џамија, значи се учи и неговото име. Се учи името на неговата мајка, Меријам, Марија. Така, да. Тоа е кај нас Меријам. Меријам. Меријам, да. И облигативно на секој муслиман е да верува на Иса алейхиселам дека он е Божи посланик и дека на него му е дојдена и испратена светата книга која што ја викаме според исламот Инџил или пак Библија. Така. Секој кој што верува другачие може да биде нешто друго, но и муслиман не е. Исламското верување, затоа во почеток што ти реков, тие 5 столба на исламот и верувањето на Божите посланици. Ако не веруваш во Божите посланици, цел ден ти клања се, не си муслиман. Така. Ако не веруваш во Божите посланици, цел ден ти можеш да кажеш јас верувам на Мухамед, ама не верувам на Иса, не си муслиман. Да бидеме јасни. Така. Или пак на Муса, на Мојсей, значи. Да, Мојсей. Тој е Божи посланик кој што ние го читаме во Куранот, неговото име, можеби меѓу најмногуте што се споменува во Куран. Да. И исламски ние, значи, облигативно да веруваме дека Иса е Божи посланик, Иса алейхиселам е Божи посланик, на кој што Аллах на него му испрати света книга која што се вика Инџил. Но со доаѓањето на Мухамед алейхиселам, со неговото испраќање, неговата книга се аброгира, таа света книга стапува во сила Куранот. Тоа е според исламското убедување. И муслиманите се облигативни исламот да го учат од Куранот со облигативно почитување кон Инџилот и кон Иса алейхиселам. Значи, тоа е, значи, убедувањето и верувањето на исламот кон Иса алейхиселам, кон неговата, кон светата книга која што Аллах му ја испрати на него и, значи, доаѓањето на Мухамед алейхиселам. Многу не знаат, не веруваат или што се не уки дека и самиот ислам подразбира коезија со други религии, затоа што последниот вистински калифат
Нели 4 калифати имало, последниот вистински отоманскиот, особено во неговите зачетоци многу повеќе се внимавало на религија, после Да. се разводенила таа работа и колку повеќе се внимавало, не знам, западнали во бирократија, нели отоманите и во корупција многу и така. На тоа меѓутоа во првите години беше религија вака на пиедестал, бидејќи сум човек кој што сака историја, значи на вистина било тоа почитувано и дури и на почетокот кога отоманците освојувале на Балканот не ни дозволувале масовно у принцип исламизирање на популацијава, зашто джизија им било и као извор на приход што е верски данок, така да многу Тоа е еден комент, но според Така. другото коментирање кој што се напоменува, они не прифаќале така колективно Бидејќи е лажно. исламизирање, да не биде тоа во тој домен Да. од почеток што рековме како прават сите, ајде Ради ние реда, да правиме. да. Не, они не ќе ради реда муслимани. Значи тоа е еден комент, другиот комент кој што е малку по другачие коментирано поради джизјата и така натака. Иако не сум информиран во Така, детали така. за тоа и може и ако навлезам повеќе може и да сгрешам некаде. Не сум толку и многу информиран. Која е разликата од суни ислам до шија ислам? Зашто се смета дека барем моеве другари што ги сметам за сега они нормално не се на ниво на имаме, меѓутоа се верски образовани, на вистина живеат така, сметаат дека е ерес шијата. Дека шија исламот е ерес. Така, кај нас шија Некои клучни разлики по моите многу скромни познавања и не сум бил се сигурно има разлика од православие до католицизам. Па оние кои што се пообразовани кажуваат дека и многу разлика има, меѓутоа зашто се смета шијата дека е ерес? Со сите суни муслимани што сум зборал, мислам шија муслиман до душа и не сум еден, познавам само еден турчин, а меѓутоа сите сметаат дека е ерес. шиите кај нас нема. Да, нема, еден турчин ја што го знам. Многу меѓутоа, малку, значи тоа се екстремно малку. број. И значи различностите во исламска гледна точка се многу големи меѓу исламот и шиизмот. Иако они, значи, нивната држава ја нарекуваат исламска иранска држава Да, и така да, натака. Иран е најпозната шиитска. Но исламот и шиизмот, значи, се Но е деноминација или за ерес се смета, например? тоа е Погрешно учење. погрешно учење на исламот и Така. тотално погрешно коментирање на исламот. Значи вака, кога една вера, значи ќе има своје убедување дека Куранот наместо да му дошло на Мохамед требало да му дошле на Али, значи од тука почна, Али е братучет на Мохамед. Така, да, наистина. до толку знам. Значи и они, значи Не беше и Калиф после него или сум да, грешка, беше Али. и Калиф беше. Али ништо не е крив за нивното верување. Така, така, Значи, така. Он бил сосема меѓу најблиските луѓе на нашиот посланик. Јасно, Значи. втор трет Калиф ако не Тој е четвртиот. Четвртиот калиф, Да, добро. четвртиот калифа. И они веруваат дека Џебраил, Габриел, Добро. значи Па, да, ангелот, ангел, да. ангелот кој што ги носи светите книги кај Божите посланици, тој е задолжен за таа работа, Така. според исламското верување. Значи они мислат, имаат верување нивно, За шиитите збор. шиитите веруваат дека Габриел, значи направил превара. На место на Али да му ја однесе светата книга, му ја дал на Мохамед. Аха. Значи веќе Значи од сам старт од стартот ние се сме, разликуваат. значи нигде не сме. Затоа што да коментирам понатака, Така. значи само ќе биде залудно трошење Така, на така. времето и на замарење на нашите гледачи. Затоа кога ќе се спомне Иран, секој нека знае кога ќе спомне Иран. Значи они имаат официјалното исламска република. Они имаат некоја си нивна вера таму, но сите да знаат дека тоа не е ислам. Тоа е Иран, но не е ислам. Значи, у принцип шиитски се они Бахрейн Они да не се рафидии се, повеќето, значи, дури меѓу себе се, значи, многу различни во самите нивни верувања, но накратко сакам да изјаснам дека и Иран и Ислам се две различни работи. поима, значи како да кажеме топка и вода. Значи Така, тоа така. е нешто сосема друго, значи. Но и фала Богу кај нас значи немаме. Ја не сум, еден Значи, човек знам. Ја не сум ни сретнал некој. Не, не до етнички сега. турчин, зез или не знам како беше. Но како и да е, и да има, Така и е, да да. има, значи ќе си моабетиме, ќе си Јасно, дебатираме, ќе си позборуваме. Значи има некогаш се случува некој
да има некое си нивно убедување, значи од време на време да испадне, сега глобализмот го прави тоа, некое си нивно верување да се шири како да е вистинско исламско, ние исламските оџите на пример. Исто се клања 5 пати во шизма? Они различито се клањаат. Така. Различито постат. Значи ти зборам значи све обреди кои што се малце чудни се тепаат сами себе. Тоа е значи сосема нешто друго. Чудни, знаеш како неприродни, кај нас сме виделе суни ислам, сме гледале како се клања и можеби затоа не ни е чудно, меѓутоа го се тепаат самите себе си, лижат во џамија или како, значи и џамите се различити, петокони не клањаат. Сабота е џума да нив, како беше малку различно. Добро, да не е различно, значи. Така да. Знаеш што треба ремонт да направиш за да дојдеш до некоја гледна точка, значи. Тоа е еден голем ремонт кој што можеби ни треба цела емисија. Не, доволно е. Би сакал на крај само да прашам за правата и обврските на жената во исламот. Една сензитивна тема, навидом сензитивна тема, кога се говори за оние кои што се за жени кои што се верници, барем кај нас се знаеш како од земја во земја е различно облеката на женава муслиманка. Кај нас, у принцип, традиционално, барем од тоа што сум видела, да е мантел, значи да е и шамја. Никогаш не фати сериозен корен, целосно покривање, барем ја така мислам, меѓутоа знаеш како, двете мои баби, тврдо корени православни христијанки, тоа и порано и во православието беше традиција. Врате се години наназад, бабиве стари наши, двете мои баби, јас никогаш не сум ги видел со фустан кој што е над глуждот на ногата. Значи секогаш така. И некогаш кога излагале и кога оделе надвор носеле исто шами. И само што е тоа кај нас по напуштено. По лајт верзија. По лајт верзија. Што е догматски прифатливо за како треба, зашто види, многу луѓе не знаат дека и за јас барем кога што знам дека и за мажи има правила на облекување. Да у принцип не треба да биде наконтен, да треба да е како тоа поскромно со долги ракави во главном, или можеби грешаме, можеш слободно да ме поправиш, за начинот на облекување не мора да е жена, значи муслиман, машко, женско, кои имали правила. Брадата е задолжителна, не е задолжителна. Правилата на облекувањето во ислам значи се навраќа во традицијата. Секое место, секој човек е облигативно да се облекува како што се облегува традиционално во земјата кај што он живее како муслиман. Ке се зборам во исламска гледна точка. Значи, таму некаде се облекуваат некои си широки, значи, фустанчина во арапските земји. Ние тука имаме наш бонтон на облека. Знаеме како се облекуваме за свадба, знаеме како се облекуваме за џамија, знаеме како за црква, знаеме како за фудбал кога играме и знаеме кога излегуваме некаде да си работиме нешто, физичка работа, значи имаме облека. Тоа е што, значи, во исламот има одредби на облеката. Како сакаш ти можеш да се изгледаш. Не смее твојата облека да личи на облеката на жените. Така. Значи да биде сфила, да биде значи облека која што е специфична за жените. Така. Која е специфична за жените? Секој место си има своји спецификации. Да, дефинитивно. И самата традиција ти определува, ти налага кој е не, машко кој е и така на така. Значи не смее да биде тесно, значи да ти се обликува. Да ти обликува. Тоа и за машко и за женско важи? И за машко и за женско. За машкото, значи и дома и надвор, додека за женското само надвор на улица, дома пред мажот, тоа е нејзино право. Ако сака, не, сака, таа си одредува како што. И да не биде прозирно. Така. Да не биде прозирно, да не биде валкано со значи со нешто што е нечисто, значи. Нечистото не е значи кал или вода, нешто провокативно, сакаш да кажеш. Значи да биде нечисто. И значи тие се углобала и кај мажите според исламот треба да биде значи облеката над ова тука што се така на глуждот. Над глуждот, точно. Над глуждот. Да, или до глуждот. Од глуждот нагоре. Добро. Сега ова нова мода сега што сипа на овие Версачи у Да. Тоа значи
тоа сега сосема нормално, ама Ама тие се тесни као ефтен, знаеш, као Не, тоа да биде тие се, да. тесно во тој дел и не е толку трагично, не сме да биде тесно. Не тесни скроз, но во за интимниот луш, така. во интимниот дел не сме да биде тесно, Так, значи така, треба да. да биде облеката широка. Над глуждот. Подразбира ли целосно покривање на лицето на жена? Ако сака жената, да. Ако сака, ако не сака, не сме да и се наметнува? Не сме да се наметнува. Во старите слики на Скопската чаршија, значи имаме жени кои што биле, значи има уште тие слики и во интернет може да се најде. Да, имам гледано, Ако гугламе малку ќе Имам најдеме. гледано, да. Значи со доаѓањето на некој режим тука кај нас, тоа се забранило и повеќето жени, значи ти зборам 500 години на назад, повеќето жени од муслиманскиот дел биле со покриено лице. Зборуваме за надвор, хоки. Да, за надвор. Так. За натре тоа не. Да, За натре, значи не. Со доаѓањето на еден режим овде кај нас го забранил тоа и после тоа, значи, веќе останало цик-цак. традиција, Имам, јас знам, жена скоро почина, една наша мајка, значи, таа малски, од дента кога е забрането, значи, таа бурката да се носи, Добро. фереџето, го викаме ние, таа никогаш не излегла од дома. Но тоа се години, децени. Тоа се години, децени, иако издегувала од дома, и дома издегувала, значи, претежно навечер. Така. Покриена, значи, да не ја види никој. Зашто таа имала убедување дека треба да се покрие. А зашто е тоа? Зашто се покрива? Не, стварно не разбирам. Значи, покривањето на тоа е, како прво, без разлика на различностите и мислената на исламските научници, има некои кои што си велат тамо дека облигативно да се покрие, значи, лицето на жената, други кои што велат не, тоа е необлигативно, но ако сака жената може да се покри, ако не се покрива, не си го покрива лицето. И повеќиот дел од исламскиот свет, значи лицето, жените не ги покриваат нивните лица. Но има и такви кои што ги покриваат нивните лица. Како што се случува и сега кај нас, значи со доаѓањето на демокрацијата, таа жена која што имала мислење и сакала да се покрие лице, сега покрива своето лице, комуницира, значи, со луѓето, оди на Битпазар, оди во МВР, си взима лични документи, значи, никому ништо, значи, спорно во тој ден. И тие, значи, жени се слободни жени. И ако случајно некој се осмели да им вметне нешто и насилно, значи, они може да одат во полиција, може да одат кај нивните татковци, значи, тие се слободни. Знаете каков е стереотипот, са сигурно сте свесни, живеете во маќе што викате и преска не сум од месечината, па знаете дека има многу стереотипи, особено кај неисламското население, дека е тоа наметнато. Повеќе или не е наметнато. Не. Ја колку што знам повера дека е избор, дека е право на избор, меѓутоа стереотипите се тие, са сигурно сте свесни за. Избор е тоа и значи самиот факт дека голем дел од жените, значи не се покриени, ти кажува огромен дел, најголемиот дел не се. Значи тоа тие жените што се покриени со фереџа, сами сака. Значи самоволно не сака така. Да, тоа е добра поента да принцип да беше така најголемиот дел ќе беа покриени со лице. Ние имаме жени муслиманки кои што воопшто не се покриени. Така, да. И се наши сестри, многу од нив не се. Значи многу не се покриени, комуницираат, значи си живеат во нашите фамилија, со фамилија оџа, значи. Грешат ли тие во од аспект на исламот? Грешни ли се што тие се грешни. Така. Таа грешка е меѓу нив и Аллах. Не, апсолутно те разбирам, тоа се личен грев кој што треба да одговара некогаш. И жените муслиманки знаат тоа. Да, сигурно знаат и го знаат, јас сум разговарал со. И затоа они кога ќе дојдат на некоја молитва или пак дома кога се молат, кога се клањат, они има голем дел кои што не се покриени и се клањат. За клањање облигативно ти да ставиш шамија, значи облигативно е. И они повеќето ставаат шамија само за време на молитвата. Јас некогаш си се шалам со некои наши, значи пријателки, сестри. Дури и во џамија, значи ќе дојде некоја не е покрина, ќе се клања и кога ќе излезе надвор ќе каже оđe да те прашам нешто и ја ќе кажам да повели, прашај ме, ќе праша. Па вика за шамијата, па викам што ја тргна, сега ја имаше, сега ја тргна, викам кој ти забранува или кој ти наредува да извадиш шамијата или пак да ја ставиш. Чим ти осеќаш дека подобро е за тебе кон Аллах кога се обраќаш со шамија,
Тоа и ти си убедена дека со шамија е подобро отколку без шамија. Кога ќе обезбедиме верски авторитети од МПЦ, имаме двајца кандидати, ќе разговарам исто на оваа тема, зашто сигурно се исти размислувањата и тоа мислам дека барем во православието е повеќе околу скромност отколку И во православието шамијата значи е дефинитивно моите баби барем носеа. Бабиве мои носеа се зборуваме што се родени треба да бидат покриени. Во три. Ви кажувам, јас моите баби никогаш не сум ги видел со надглушт да носат, значи обавезно фустани широки до глушт, со тоа што е кај нас тоа многу напуштено. Не ни треба да ја бараме топлата вода, најдена. Да, така. Само погледни една калуџерка. Јасно, да. И ќе ти биде јасно. Така, да. Значи Кои се сметаат за најчисти, нели пред. Таа ја представува таа чиста облека Така, на христијанизмот. Само не се погледни, и доста ти не треба многу да коментираме. Кога ќе погледнеш една покривка, значи на една калуѓерка, значи истата е на таа на една муслиманка. Значи таа е широка, не е провокативна. Така, да, црна значи, воглавном црна. Не воглавном црна е. И муслиманката така е. Така. Оđа за крај, која би е ваша порака значи, за мене баш така треба да изгледа по вашето обраќање кое што не сега ги стана вирално, но е добро тоа. Верски авторитет, било да е поп, Оđа, не треба да биде мрази го албанецот, мрази го македонецот, него баш треба позитивно да влијае. Која е вашата порака општествена и генерално до верници однели од вашава деноминација? Мојата порака ќе биде вака, значи ние сме тука во едно општество, живееме заедно. И тие наши различности треба да ги гледаме како тие различните бои кои што на нас не обкружуваат. Значи природата никогаш не би била толку убава без да биде зеленото, црвеното, белото и така натака, значи и кафеавото и сите тие бои без разлика која на нас одреден случај ни се допаѓа повише, но тие стварат таа општествена убавина. Ние овие различности наши кои ќе ги сватиме така, значи ние ќе се почитуваме, но и ладнокрвно и со паметна глава ќе дебатираме. Еве, например, моментално си дебатирам со еден човек кој што си се декларира како неверник. Атеист, дефинитивно, да. Што беше големо разочарување за мајка ми. Да, беше што беше големо, Бог да прости, големо разочарување за мајка ми. Да, беше христијанин, значи ќе беше таму едно олеснување за мене, зашто значи да, знам, верувам дека така, да. Или пак да беше еден евреин, значи тука пак ќе беше олеснување за мене зашто се зборуваме една света книга. Иако јас имам убедување дека нема човек кој што не верува во Аллах, во Господ. Нема. И тие што се декларира дека не веруваат, и тие веруваат. Но тоа е една друга тема, така, можеби кога ќе пијам кафе со тебе вака другарски на чаршија некаде и ќе правиме и тој муабет. Значи ние никако не смееме да вметнеме и природно да натераме некого да верува во нешто или да не верува во нешто. Наметната религија не е религија. Значи, не е религија. И мојата порака, значи, нашата заедничка порака, ќе биде дека ние сме во ова место, во оваа држава. Така, да. Не сме најдобриот пример за цел свет, за верска толеранција, за национална толеранција, со векови, не еден ден. Така е, дефинитивно. Те молам, со векови ние сме тука. Значи, ние сме најдобар пример. Да, од време на време имаме, значи, струи таму кои што сака да заматкаат водата, но тие се, значи, краткотрајни апетити. И со позадини други, можеби, да. И позадини, увоз-извоз имаме тука, значи, све си тоа. Ние сме свесни се. Да, сега, гледате, имаме микрофон, имаме камера и се правиме некојаш наудрење за некои работи, но реалноста е тоа наша. Дајте да се освестиме дека сите сме заедно во овој брод качени. И мора да си заедно се чуваме еден себе си и заеднички да се почитуваме еден кон друг. Ако ние еден дел, биде тие муслимани, биде тие христијани, помислат ние сме горе, супер. И тие што се доле, што сака нека си прават. Тие што се доле, ако се лоши, ако направат една дупка во тој брод, сите заедно ќе потонеме. Да. Сите ќе ја почувствуваме штетата во нашата кожа. Сите имаме фамилии, имаме деца. Значи тие фамилии, тие деца се во овие заеднички улици. Тој куршум не те прашува дали си албанец или македонец, христијанин или муслиман. Значи тој куршум
може да заврши кај мене, кај тебе, не дај Боже, кај тој или кај дете не мој може, дете некој. И тоа дете веќе треба да ни биде на сите јасно. Без разлика што веруваме, како веруваме. Дали сме муслимани, дали сме христијани, македонец или албанец, што сакаш кажи на така. Исто плачеме. Сите ќе солзиме заедно. И тоа дебело и скапо ќе го платиме ако ние вака се однесуваме едни кон друг. Да, има разлика меѓу исламот и христијанството, има разлика Ништо меѓу со албанец тоа. и македонец, ништо со тоа трагично. Тие различности не прават на нас поубави. И така да Ви благодарам на одвоеното време и се гледаме на кафе во чаршија, тоа беше се за вечерва.